студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Законот за правична застапеност ја почна собраниската процедура. Опозицијата обвинува дека предлогот не е соодветна замена за укинатиот балансер. Уцунски и Силјановски идната недела одат во Софија. Бугарските европратеници прогласија победа во Европскиот парламент. Вучич не се плаши од безбедносните ризици, ќе оди на самитот во Тиват. Црна Гора забрани влез за над 80 српски државјани поврзани со Српската напредна странка. Длабински контроли кај производителите со лажни декларации. Со законски измени ќе се менуваат казни. Директорот на АХВ очекува неправилности и кај сувомеснатите производи. Незаконски надоместоци, набавки без тендер и картички за гориво без контрола. Ревизијата откри низа неправилности во Академијата за суди и јавни обвинители. 4 загинати, се урна мал авион во Хрватска. А во овие вести во живо за процедурата за законското решение кое треба да го замени балансерот. Останете со нас. Законот за правична застапеност ја почна собраниската процедура. Предлог текстот денеска се најде на расправа на 2 собраниски комисии. Деталите ги има колешката Катерина Нешкова и имаме во живо во овие вести. Катерина долго најавува на законско решение кое што треба да го замени балансерот. Какви се првичните реакции? Да, така е, се работи за замена на укинатиот балансер од 2024 година од страна на Уставниот суд. Текстот е во собрание, пратениците го видеа, се работи за законско решение кое што доаѓа на предлог на владата, представник е Беким Сали. Според него ова е системско решение кое што ќе овозможи вработување во јавната администрација пред се по професионален критериум, а потоа доаѓа и она етничка и правична застапеност, уставен принцип кој што е воведен уште во 2001 година. Од друга страна, опозицијата смета дека ова не е соодветна замена на балансерот, бидејќи не постои механизам кој ќе ги натера раководителите на јавните служби секогаш да вработуваат по етнички клjuč кога тоа е потребно. Законот се разгледуваше на 2 собраниски комисии, на првата се одлучуваше по кој бедентер ќе се гласа, а на втората веќе почна и материјалната расправа. Инаку да споменеме само дека овој закон оди по редовна постапка, што значи дека неговото донесување нема да биде така брзо. Во продолжение деталите. Законот за правична застапеност со кој се предвидува државните органи да го почитуваат уставниот принцип за вработување на различни етнички заедници ја почна собраниската процедура. Тој треба да го замени укинатиот балансер од Уставниот суд. Алатката наречена балансер представувала само делумно решение односно дигитален калкулатор. Правичната и соодветната застапеност станува законска обврска за институциите, нема да зависи од волјата на еден директор, министер или нечие субјективно толкување. За владеачката вреди ова е прв пат со закон да се регулира принципот на правична застапеност. Ова е историски чекор, унапредување на Охридскиот рамковен договор, но и сериозен одговор на институционалниот вакуум што се создаде по укинувањето на балансерот. Опозицијата обвинува дека овој закон не е добра замена за укинатиот балансер. Значи нема квоти кои што ќе бидат определени јасни и нема механизми кои што ќе ги задолжува институциите за правичната застапеност. Нема механизми за коригирање, нема санкционирање за управителите на институциите кои што евентуално може да ги игнорираат законот и да не го почитуваат. За новата албанска лига на сила, проблем е што етничката заедница се определува врз основа на лична карта и име. Ако некој се вика Майкл, тогаш како според овој критериум ќе го идентифицираме од која етничка заедница е. Иако не се изјаснуваа дали се за или против, на комисиската расправа забелешки дадоа и од СДСМ. Дали сте се запрашале некогаш колку членови од кабинетот на премиерот се од друга етничка заедница, освен од македонска? Претходно пратениците преку Комитетот за односи меѓу заедниците расправа и за тоа какво бедентерово мнозинство треба да биде применето за овој закон. Дали со мнозинство од сите пратеници или со мнозинство од присутните пратеници што припаѓаат на немнозинските заедници.
Опозицијата бараше така наречен голем бадентер, бидејќи законот се однесува на клучното право на немнозинските заедници, но од власта го изгласаа така наречениот мал бадентер. Законот за правична застапеност е во редовна постапка. Првпат на пленарна седница треба да се најде во вторник, а матичната комисија за политички систем планира да организира и јавна расправа. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Бугарските европратеници прогласија победа во Европскиот парламент, откако вчера во Комитетот за надворешни работи беше усвоен извештајот за Македонија. Според нивните тврдења, за прв пат е запишено дека Македонија ја фалсификува бугарската историја. Македонските власти пак оценуваат дека извештајот е балансиран, а опозицијата потенцира дека ова е уште еден европски документ кој нотира дека нема напредок во земјата. Министерот за надворешни работи Муцунски го оцени извештајот на Вајц како балансиран, со критики, но и со пофалби за Муцунски и председателката Силјановска идната недела патуваат во Софија на регионален самит, но не е исклучена можност и за средба на највисоко ниво со нивните бугарски колеги. Најавата доаѓа пред одржувањето на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват, каде главна тема ќе биде процесот на проширување. Македонската влада очекува охрабрувачки сигнали за проширувањето на утрешниот самит ЕУ Западен Балкан во Тиват. Шефот на дипломатијата Муцунски вели дека чувствува желба кај европските представници за стимулирање на диалогот меѓу Македонија и Бугарија. Без да ја толкува последната порака на Кошта од Скопје, вели дека за владата не постои алтернатива освен полноправно членство во Унијата. Ја повтори позицијата дека нема услови за уставни измени без гаранција додека Софија не ги спроведе нивните обврски. Очигледно е дека во моментов постои сериозен интерес од страна на земјите членки и на европските институции за раздвижување на политиката за проширување и доколку тој интерес е искрен, секако и за нашиот спор ќе се најде соодветно европско решение. Следната недела Муцунски и Силјановска патуваат во Софија на регионален самит каде не се исклучува можноста за нова средба на највисоко ниво со бугарските државници. Следната недела очекувам јас и председателката Силјановска и да бидеме во Софија. Има еден регионален настан, каде што повторно ќе се среќаваме со нашите колеги, повторно ќе разговараме. Во овој момент нема, но не би се изненадили доколку има некоја средба на високо ниво, секако ќе ви го најавим. Опозицијата пак обвинува дека власта не нуди европска перспектива, доказ за тоа се и пораките на Кошта од Скопје дека единствен услов за членство се уставните измени. Пред Македонија се наоѓа историска шанса, која или ќе ја искористиме, или ќе чекаме повторно децении за да го фатиме европскиот колосек. Цената за жал ќе ја плати државата, ќе ја платат граѓаните, ќе ја платиме сите ние. А токму тоа е она што го сака Мицкоски и неговата криминална група. Затоа уште еднаш повикуваме: распишете референдум веднаш. Во фокусот на самитот во Црнагора се очекува да биде потврдена и информацијата која ја објави бриселски политик и украинска правда дека постигнат е договор во Брисел, Украина и Молдавија да ги стартуваат преговорите за членство на 15 јуни на меѓувладина конференција во Луксембург. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Александар Вучич добил предупредување од БИА за безбедносен ризик и барање да не оди на самитот во Тиват, но српскиот председател вели дека ќе замине бидејќи ја прифатил поканата на европските лидери. Во Црнагора им беше забранет влез на група од околу 90 српски државјани кои се поврзуваат со партијата на Вучич. Српскиот председател Вучич вечерва ќе оди во Тиват и покрај заканите по неговата безбедност. По препораките на српската тајна полиција БИА да не патува во Црнагора поради висок безбедносен ризик, Вучич сепак одлучи да присуствува на самитот на Европската унија и Западниот Балкан, каде вети дека пред сите ќе каже за сите игри во кои Србија е представена како мала Русија, а тие како измачени балтички земји. Јас сам дал реч, за мене е моја реч најважнија, дал сам реч и Урсули фон дер Лајен и Антонио Кошти да ќе дојти у Тиват, идем у Тиват и не видим никакав проблем. А о свему другом што су говорили, чинили, о томе ќе да говорим доле, а не овде. Така да стрпите се до вечерас. Стрпите се до вечерас. Ја немам страх да кажам што мислим, а има многу тога да кажам. Вучич изјавата ја даде пред председателот на Европскиот совет Кошта, кој пак се надева дека сите лидери ќе бидат сигурни и безбедни на самитот, кој ќе се одржи утре. We have full confidence in the Montenegro authorities as a hosting country to ensure the safety and security of the event
and of course the safety and security of all the leaders, namely, of course, your President. Предупредувањата на Безбедносно-информативната агенција следат од како вчера вечерта црногорската полиција им забрани влез на околу 90 лица од Србија, кои со чартер лет пристигнаа на аеродромот во Тиват. Сите тие имале криминално минато и се сомнева дека дошле во Тиват по налог на српските власти за да организираат дочек на нивниот претседател Вучич. Кај нив биле пронајдени транспаренти со надпис Србија победува, кои партијата на Вучич ги користи на своите митинзи. Сите се вратени со истиот авион во Белград. Србија веднаш презеде реципрочни мерки и на многу гранични премини меѓу двете земји, како и на белградскиот аеродром, полицијата ги задржува црногорските државјани по неколку часа. Рекоше да Вучич не да zbog te jučerašnje situacije. Ja nisam evo pola sata, ali ljudi su mi rekli sat vremena po jednoga da drže dolje. Jutro sam prošao, nije bilo nikakve gužve, ništa, sve je bilo okej. Sad čekam. Vidi neki zastoj, ne znam šta je. Предутрешниот самит поради здравствени причини, високата представничка за надворешна политика и безбедност на Унијата, Каја Калас, го откажа учеството. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Лавински контроли кај производителите со лажни декларации, со законски измени ќе се менуваат казните. Директорот на АХВ очекува неправилности и кај сувомеснатите производи. Незаконски надоместоци, набавки без тендер и картички за гориво без контрола. Ревизијата откри низа неправилности во Академијата за суди и јавни обвинители. Манипулациите кон потрошувачите се причина за длабински контроли кај производителите со лажни декларации на млечните производи. Казните се мали, согласен е директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, но најави дека со законски измени ќе бидат променети. Миланов очекува неправилности и од мострите, земени од сувомеснатите производи. Агенцијата за храна ќе го проверува производствениот процес на млекарниците кои продавале производи со пониска масленост и палмини масти. Инспекторите ќе вршат вонредни контроли на внатрешните записи и лабораториските анализи, за да утврдат од кога е лажното декларирање на млечните производи. Целта на длабинските контроли во фабриките е да се провери системот на самоконтрола на компаниите и да се види како течел целиот процес, од влез на суровина до финален производ. Покрај редовните ќе се направи и аудит да се види и од самото производство како течел настанот. Ќе се вратиме еден чекор наназад за да видиме дали воделе записници, дали воделе лабораториски анализи, дали ова е од пред 15 дена или постоело години наназад. Во однос на безбедноста на овие производи, безбедноста не е нарушена, нарушена е квалитетот. Нарушена е затоа што направена е измама со храна на потрошувачите. Неправилности најчесто се откриени кај сирењата, кашкавалот, павлаката, јогуртот и млекото. Станува збор за 10 компании, од кои 2 се увозни, а 8 се домашни. Покрај млечната под лупа на АХВ и местната индустрија, на почетокот на следната недела, се очекуваат лабораториските анализи за сувомесните производи, салами, виршили и паштети. Директорот Миланов рече дека и таму би можеле да се појават неправилности. Јас искрено да ви кажам, очекувам дека би имало нешто, затоа што таму премногу имаме ароми, бои, фосфати. Миланов признава дека казните се премногу ниски и затоа се подготвуваат измени во законот за прекршоци. Одиме кон тоа дека го повтори процесот уште еднаш или два пати, да му се земе решението во рок од 3 години да не може да биде оператор со храна. Во последните 2 години биле уништени повеќе од 800 тони небезбедна храна, а над 300 тони биле вратени во земјите на потекло или уништени. Капацитетот на АХВ моментално брои 400 вработени, од кои половина се инспектори на терен, на ниво на цела држава. Мартин Арсов, Сител телевизија. Незаконски надоместоци, набавки без тендер и картички за гориво кои се користеле без контрола. Ова се само дел од неправилностите кои државната ревизија ги открила во Академијата за суди и јавни обвинители. Вработен во Академијата за суди и јавни обвинители добил средства за прековремена работа, за период кога му биле исплатени дневници за службено патување во странство. Никој не водел сметка кои за какви намени ги користел службените картички за гориво, а се делеле и пари за седници без присуство. Државниот завод за ревизија со низа пропусти за финансиското и организацијското работење на Академијата, содржани во конечниот ревизорски извештај за 2024.
Исплатите на надоместоци на членовите на управниот одбор и на програмскиот совет се вршат месечно и во целост, а не пропорционално од присуство на седница за месеци кога е одржана седницата. Законски утврдениот рок за завршување на втората фаза од почетната обука за 8-та генерација на слушатели за судии е надминат за 3 месеци, што довело до исплата на дополнителни финансиски средства. Дел од договорите со менторите за изведување на практична настава се склучени по изминување на периодот за менторство. Пишува во делот на клучни утврдени состојби. Во делот тендерските постапки биле утврдени критериуми кои не биле директно поврзани со предметот на набавка, а во одредени случаи биле набавувани стоки и услуги, без постапка за јавна набавка. Писмени забелешки на извештајот дала поранишната директорка на Академијата, според која дел од утврдените состојби биле резултат на објективни околности и спроведување на повеќе генерации на слушатели. Но Државниот завод за ревизија останал на своите препораки за подобрување на системот на контроли и управување со институцијата. Сања Димитровска, Сител телевизија. Во Основниот кривичен суд денеска почна судењето за злоупотреба на средствата од Европската ИПАРД програма, случај во кој се обвинети 7 лица, меѓу кои поранишниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев. Обвинителството тврди дека во овој случај не станува збор за некаков пропуст, туку за организирано и свесно заобиколување на законите со цел лична корист. Според обвинението биле одобрени европски пари за фирма која воопшто не ги исполнувала законските услови, а за возврат бил ветен подкуп од 50.000 евра. За овој случај претходно веќе беше осудена една референтка која ја призна вината и доби затворска казна од 10 месеци. Докажуваме дека целата оваа постапка е злоупотребена со цел заради корупција, како што наведовме и во воведниот говор. Корупцијата имала цена. Цената била 50.000 евра. Корупцијата започнала во агенцијата, таму каде што требало да има заштита на европските фондови. Како одбрана сметаме дека обвинението не може да го издржи товарот на сопствената конструкција, од причина што на 28.4. оваа година Европската комисија издаде официјално соопштение согласно кое по направена целосна и детална анализа на процедурите за доделување на средства не биле утврдени апсолутно никакви неправилности. Која е причината што македонските универзитети го губат местото на меѓународните рангирања за квалитет? Може ли новите законски измени да променат нешто меѓу квалитетот и цената за студирање? Што бараат, а што нудат македонските факултети? Тема на денот со Александар Николовски, младенски активист од Студентарија МК. Анализите на Фондот за здравствено осигурување покажале дека вештачки колк чекаат над 650 пациенти. Најголеми листи на чекање има на клинички во градската болница 8 септември и во болницата Свети Еразмо во Охрид. Во овие болници се вршат и над 70% од овие операции. Главен проблем за чекањето од година и половина до 9 месеци според фондот се реновирањето на хируршките сали и изборот на лекар. Повеќе од 650 пациенти чекаат вградување на вештачки колк. Најголеми се листите на Туарилуц во ГОП 8 септември и Свети Еразмо во Охрид, каде се направени речиси 70% од вкупниот број на вакви интервенции, покажува анализата на Фондот за здравство. На клинички се чека година и половина, во Охрид до 9 месеци, а од ГОП 8 септември не дале податоци. Од друга страна, во повеќе болници, меѓу кои во Куманово, Тетово, Струмица, има вакви протези, ама нема пациенти. Директорот на ФЗО вели дека колкови во државата има, а меѓу причините за одолговлекувањето на овие операции ги посочува реновирањето на хируршките сали и изборот на лекар. Листата за чекање најдолга во две институции, каде што имавме реални проблеми со капацитетот на оперативните сали, меѓутоа делумно таму притисокот и листите се продолжуваат за изборот на лекар. Изборот на лекар е важен, меѓутоа ја би апелирал на пациентите во земјава немаме само 3, 4, 5 хирурзи.
Лани во Македонија на околу 4000 пациенти им биле вградени вештачки колкови. Бројот на вакви интервенции е зголемен за 10% во однос на 2023 и е во рамки на просекот како и во други земји од југоисточна Европа. Но во државата се прават значително помалку операции на колено. И поздравуваме активностите што веќе се презема за децентрализација на интервенциите на КОЛК, се надавам виднини на колено, зашто подобро да се искористат оперативните капацитети што постојат надвор Скопје. За да нема прекин во снабдувањето со колкови од фондот, препорачуваат болниците да ги распишуваат тендерите најмалку 4 месеци пред истекување на договорите и да се направи централен регистар на чекање за неитните операции, кои би требало да се извршуваат за 3 до 4 месеци. Александар Динев, Сител телевизија. Поголема видливост во светската наука и подобрување на позициите на меѓународните ранг листи. Ова е главниот бенефит што македонските универзитети и истражувачи очекуваат да го добијат преку проектот за паметна специјализација, кој што се реализира во соработка со Австрија. Поголема видливост во светската наука и подобрување на незавидните позиции на меѓународните ранглисти. Ова е главниот бенефит што македонските универзитети и истражувачи ќе го добијат преку проектот за паметна специјализација во соработка со Австрија. МОН ќе финансира 14 заеднички проекти кои освен што треба да ги доближат македонските универзитети до светските стандарди, ќе понудат и конкретни решенија за секојдневниот живот. Како да се градат енергетски ефикасни куќи и згради кои ќе трошат минимално струја и ќе ја штитат животната средина, е само еден од избраните проекти на кои ќе работат. Во нашиот случај подпишуваме договор со Техничкиот универзитет во Виена, што е еден од најпрестижните европски, па би рекол и светски универзитети, високо рангиран на Шангајската листа. Градежништвото, климатските промени е едно од клучните елементи кои што се допираат во таа програма. Ние сакаме да работиме на делот на енергетската ефикасност на објектите, што знаете дека е значајна тема и горлива тема. Има многу теми кои што заеднички со нашите колеги од Виена ќе ги практикуваме. Значи, не се замислени големи инвестиции во опрема со оглед на буџетот кој што е одобрен по овој проект, меѓутоа првичните идеи за да ние седнеме и со нив направиме некаков план за делување, можеби и некоја друга апликација во програми како што се Хоризонт Европа и така натаму. По 600.000 денари ќе бидат одвоени од државниот буџет за секој проект оделно. Од вкупниот број одобрени проекти, 6 се од инженерството и технологијата, 5 природно-математички науки, 2 од земјоделството и 1 од општествените науки. Кога се вмрежуваат со странски високорангирани универзитети, имаат поголеми шанси да добијат голем европски проект, ние тие ги викаме Хоризонт или Хоризонт, кои се од големо значење не само за развој на науката, туку затоа што и носат со себе средства, затоа што носат опрема, затоа што носат бенефит не само за универзитетите, туку и за државата и затоа што целокупниот наш развој де факто е поврзан со нашето вклучување во таков вид на проект. Договорите за финансирање се веќе подпишани, а покрај УКИМ во проектите со своји истражувачи ќе учествуваат и УГД-ШТИП, Меѓународниот Балкански универзитет, како и приватниот институт за сизмички отпорни градби и климатски промени. Миријана Давидовска, Сител телевизија. 4 лица загинаа по пат на мал авион што се случи денес околу пладне во близина на Медулин во Хрватска. Авионот бил со германски регистарски ознаки, а полетал од Австрија со крајна дестинација во Медулин. Според првичните информации, авионот требало да слета на спортскиот аеродром Медулин. Очевидци кои го наблюдувале авионот додека пристигнувал, за хрватските медиуми велат дека летал хоризонтално и во еден момент се спуштил надолу и удрил во земјата. Не се слушнала никаква експлозија, само тап удар. Според информациите кои ги пренесуваат хрватските медиуми, пилотот бил искусен и условите за летот биле добри. Подетални информации за несреќата ќе бидат познати по увидот на истражителите од Агенцијата за истражување на несреќи во воздушниот, поморскиот и железничкиот сообраќај. Ова беше последната информација во вестите во тема на денот вечерва за состојбите во високото образование. Ќе разговарам со Александар Николовски, младински активист во Студентарија МК. До 19 часот останете со програмата на Сител. Пријатно!